Добар ден. Додека граѓаните на Македонија се гушат во нервози и загаденост од сообраќајниот медеж, обидувајќи се секојдневно да стигнат на своите работни места, на граѓаните на Копенхаген и Амстердам тоа им оди многу полесно од рака, користејќи го велосипедот како редовно превозно средство. Што не спречува нас во Македонија да ја пресликаме таквата пракса, која што е многу добра за џебот, многу е здрава за духот и телото и совршена за заштита на животната средина. Токму за тоа и денеска разговараме во Зебра. Оваа тема ја почнавме во вторникот, тогаш имавте прилика да се вклучите во неа, како и денеска, користејќи го хаштагот ЗебраМК и пишувајќи на нашата Facebook страница. Денеска со нас е Јулијана Даскалов од Сдруженијето Екосвест и Јасна Шоптрајанова, активен граѓанин и активен велосипедист. Да почнеме, Јулијана, веднаш со тебе. Ти беше вклучена во проектот за изнемување велосипеди, значи да го изнемеш од една точка, да го оставиш на друга. Тој принцип кој што постои на Запад се воведе и кај нас. Кажи ми, дали вака од денешна перспектива проектот се изреализира токму така како што беше замислен или има некои фали? Проектот е жива материја. Ние никогаш не рековме дека проектот ќе има крај. Требаше само да има почеток и тој почеток навистина многу работевме да го направиме во 2009 година. Првиот пункт беше пред општина Карпош и тогаш само општината Карпош виде некаква корист за да може да го прикаже тоа на граѓаните. Веќе 2010 година направивме уште 3 пунктови заедно со град Скопје и тоа пунктот кај Треска, пунктот во аеродром позади трговскиот центар Бисер и онај централниот пункт на плоштад кој повеќе го нема, сега е преместен позади градската болница. Тој пункт требаше да има 50 велосипеди за почеток. И ние рековме, веќе во 2011 година, заедно со Советот на град Скопје и нормално лобирање на Екосвест заедно со партнерските организации, дека ние некако ќе успееме да го убедиме Советот да изгласа одреден буџет кој редовно ќе биде гласен годишно за обновување на целиот возен парк. Освено ние минатата година купени уште дополнителни 50 на велосипеди, јас нешто не слушнав од градот дека има дополнително вложено. Знаете, ние рековме дека на целата таа трансферзала, почнувајќи од Ѓорче Петров, па завршувајќи до Ново Лисиче, ќе поставиме најголем дел на пунктови, затоа што и самата Партизанска и понатаму Јане Сандански како булевари имаат инфраструктурата, што е многу битно, за да поставиш некаков си систем на изнајмување на велосипеди. Но на зошто не успева во целост тој проект е затоа што интермодалниот момент го нема. Главниот пункт во Скопје треба да биде на градските автобуски станици или на меѓуградската автобуска што се наоѓа кај железничка станица. Па вие сега доаѓате, например, од Охрид, изнајмувате велосипед и завршувате работа што треба и повторно го враќате. Дали на тој пункт или на некој од XX пунктови во градот. А имаш и некои текстови објави околу тоа што се случува со велосипедите, дека граѓаните премногу слободно си ги интерпретираат изнајмувањето. Да, јас веќе разговарав со вас. Тоа беше перцепција за која ние не сакавме да си поверуваме. Доаѓа информации кога го започнавме целиот систем за изнајмување на велосипеди во 2010 година, имаше момент кога се јавуваа од градски парк. Значи како всушност течеше целиот проект, само за граѓаните да слушнат, затоа што сите го гледаат само од една единствена страна, дека системот за изнајмување на велосипеди е на јавното претпријатие Градски паркинг. Не, јавното претпријатие Градски паркинг само стопанисува и е одговорно за да го одржува во живот. Но целиот проект започна токму од идеите како што е, и затоа и Јасна е, сега многу се радувам што е Јасна овде, ние сме долгогодични пријателки и оние кои се борат во овој град да заживее некаков си не само систем, него култура на возење на велосипед. И од една таква иницијатива на пар пријатели дојдовме до идеја, чекајте малку сега. Ние си да сме поминале низ Амстердам, Копенхаген, Виена, Париз, сите сме изнајмувале велосипеди. Па што сме ние помалку од една метропола? Ајде да направиме навистина да биде метрополата кај нас. И тогаш започнавме со пишување проектни апликации, развивање на таа цела идеја, колку би требало тоа се да чини и, како што кажав, најпрво со општина Карпош, подоцна со град Скопје, го направивме целиот тој систем за старт.
кој подоцна затоа што градот Скопје како институција е единствено задолжен за управување со јавниот транспорт во градот. А ние сакавме тие велосипеди да не бидат рекреативни или ставени на услуга да се рекреираат граѓаните, туку за да се поврзуваат од точка А до точка Б. И затоа сега јавното предпријатие Градски паркинг стопанисува со нив. Јас знам, вие долго време живеевте во Холандија и го имате искуството од таа баш репрезентативна земја за високо ниво на велосипедска култура. Колку сме далеко од тоа? И иако во последниве години малку заживеа велосипедизмот, се поголем број на луѓе ги гледаме по улиците како го користат како редовно превозно средство, што ни фали за малку да се приближиме до тие добри пракси на практики? Ние сме суштински далеко од Холандија. Суштински сме далеко затоа што таму велосипедот е најчестото и пожелното превозно средство за низ град, па дури и за покуси меѓуградски растојанија, а кај нас постои еден неверојатен култ кон автомобилот. И тоа не само култ како што некои сакаат да прикажат кај некој, не знам, дојденци или кај некој многу богати, туку кај сите, значи и кои што се жалат дека немаат пари, а сепак секој сам се вози со својот автомобил и ги загушува улиците. Или кај луѓе кои што ми се пријатели, кои што кога ќе се побунам зошто паркирале на велосипедска патека, ми велат па нема каде да паркирам. И на крај јас им велам па паркирај во автомобилската лента, во твојата, не во мојата. Зошто мислиш дека автомобилот и зошто општо се мисли, значи зошто и градските власти мислат дека автомобилот е приоритетното превозно средство, а сите други се секундарни. Значи пешаците, велосипедистите, тие може по улиците да се движат или да преминат на пешачки премин евентуално. Ако колите баш ако колите баш остават простор. Значи тоа е суштината што ни недостасува и за жал ни недостасува и покрај тоа што Скопје беше дури и домаќин на една меѓународна конференција каде што се потпиша декларација со која сите градови па и Скопје се обврзаа на многу работи. Се обврзаа дека ќе форсираат јавен превоз, меѓу другото особено велосипедски превоз и одење пеш како пожелни начини на сообраќај, дека ќе се намали автомобилскиот сообраќај со низа мерки како што е на пример наплата на такса како што има во поголемите метрополи за движење, дека ќе се направи зелен катастар и дека ќе се негува зеленилото во градот, а наспроти тоа, значи, уште не беше исужено мастилото на потписот, веќе се исекоа дрворедите за да се направи простор повторно за автомобили и да се ускрати простор за пешаци и велосипедисти онаму каде веќе постоеше, а тоа е на булеварот Илинден и на булеварот Климент Охридски. Кога велите дека има култ кон автомобилот, дали тоа се базира повеќе на мрзеливоста на нашите граѓани или на некаков снобизам? Или може би комбинација? И едното и другото, култот кон мрзеливоста е па уште една приказна, а да може би не е простор да шириме темата, ама и наводно одевме со велосипеди или пеш, секако за тоа се повеќе да се смалува просторот, како да е, не знам, необјаснив феномен и необјаснив механизам дека ќе плаќаш да одиш со автомобил, ќе плаќаш со автомобил и со жичарница да се качиш наводно, а потоа ќе плаќаш во некој фитнес центар да се рекреираш, наместо да одиш природно и бесплатно со велосипед или пеш. Јулијана, пред неколку дена, или може би мината недела се појави текст во кој што од град Скопје објавија дека во Скопје има инфраструктура за велосипеди, меѓутоа најголем проблем е сообраќајната култура. Се разбира дека тоа е комбинација помеѓу овие два фактори, меѓутоа реално колку ние имаме инфраструктура, ако се знае дека некои основни правила за модерни велосипедски патеки кај нас се уште не се почитуваат, на страна тоа што нели се скратуваат булеварите, значи колку реално имаме инфраструктура. Ако ми дозволиш, Александар, ќе ги цитирам. Добри 80% од градските улици се покриени со велосипедски патеки и овозможуваат безбедно движење со ова превозно средство. Тврдат од градот. Дали е навистина? Да, добро. Мислам дека јасно го покри овој дел на да, имаме стварно и се исцртани во паркиралишта. Не ви излезете само од вашето студио и пробајте до градски парк да стигнете. Да, има, тука се негде, ама под тркалата на автомобилите. И онаму каде што се исцртани и онаму каде што не се исцртани, а освен тоа се во страшно лоша состојба. Да го споменеме и овој новиот проект Фотографирај и реагирај, каде што треба да се пријави состојбата на оштетени паркинзи или улици, да е цел град на ѓуторе да го пријавиме. Мислам, речиси нема здрава патека, значи секаде има дупки, ама вистински дупки, каде што можеш да паднеш од велосипедот ако не ја заобиколиш, ако ти влезе тркалото или барем убаво ќе се иструскаш. А тоа е воедно искршиш велосипедот во целост. Искршиш, значи јас предната гума ја
пумпам на 2 дена, затоа што постојано удирам во рапник кој што не е слеан со улицата, во дупки и така натаму, а тоа е патеката каде што треба да одат, исто така и родители со колички, каде што треба да се движат и инвалидите, затоа во Скопје нема инвалиди по улиците, затоа во другите градови ги има. Не е тоа дека сме ние поздрави, туку тие немаат можност да излезат. Значи не сме само ние на двете тркала, уште многу други тркала немаат можност да се движат во градов, затоа што не се поправени тротоарите. Не, ви должам одговор на она прашање кој ми го поставивте за да некој, да речеме, инженерски градежен аспект, мислам, не живееме Немаме во време, доволно, не живееме во време во кој што тие работи може туку така да поминат, имаме интернет, можеме да видиме како Копенхаген, како, значи тоа е малце, не е ли малку подценувачки да тврдат дека не одете далеко во Копенхаген, па ние имавме одлична инфраструктура. Имавме одлична инфраструктура, значи ви кажувам, ние од целата таа должина од влезот во град Скопје каде што е Сарај, се до Ново Лисиче ние имавме инфраструктура, феноменална инфраструктура, сите се сеќаваме, ние порано сме оделе на главните артерии во градот, секогаш биле слободни. Не се слободни сега. Не се слободни. Замислете, ние имаме од 2004 година градот Скопје има донесено една цела стратегија за развој на велосипедизмот како превозно средство во град Скопје. Значи, и таа стратегија, само еден мал сегмент од таа стратегија на која ние се повикувавме затоа што е дел од нашата активност да воспоставиме комплетен систем за изнемување на велосипеди, значи да му помогнеме на градот затоа што ние како граѓански организации можеме и имаме време, понекогаш имаме и малку повеќе знаење да го направиме тоа. Но што се случува со велосипедите што ме прашавте? Да, ние кога го започнавме проектот, доаѓа информација до нас дека доаѓа да ги изнаемат велосипедите кои чинат само 10 денари за час. Што се 10 денари? Многу прифатливо. Така, вие за еден час можете да стигнете од центар до било кое место во градот и таму да го оставите велосипедот. Да, и доаѓаат луѓе, ги изнаемуваат велосипедите, ги носат дома и за 2 часа ги менуваат сите можни делови на новиот велосипед кој ние сме му го изнајмиле да го користи и кој би требало подоцна да дојдете и вие двајца да го изнајмите истиот велосипед. Ама не, јас ќе си годнесам дома и ќе ги сменам сите делови, внатрешни гуми, звончиња, што убав имало ланец, и тој ќе го сменам и ќе го вратам и за 20 денари јас имам дома нов велосипед, а вие не знам како ќе им објасните на вашите граѓани зошто велосипедите се надвор од употреба. А има ли потенцијал, например, се присетив дека во Лондон, например, истиот систем е спонзориран од Барклис или барем дел од средствата банката Барклис, дел од средствата ги покрива. Значи, мислите ли дека нашите, ако речеме дека градските власти или централните власти немаат доволно средства заради криза или за било што, помеѓу приватните поголеми компании има интерес да спонзорираат такво нешто на долгорок? Задниот дел на велосипедот има, на задниот дел на овие кои ги имаме ние сега во градов, има буквално пластики, каде што можете вие да го изнаемувате за маркетинг. И со тоа да го одржувате целиот систем. Дополнително, можете и напред на самите корпи да ставите, ние сме ги виделе тие, не се само во Лондон, секаде се. Доколку градот самиот нема свој одреден буџет како што е во Париз, да го спонзорира целото тоа. Но знаете што е исто интересно? Во Скопје нема многу крадење на велосипедите. Оние што се изнаемуваат, јавните, да. Што е со оние приватните? Оние истражување на Точак од пред една година потврдува дека 55% од испитаниците не го користат како редовно превозно средство токму заради стравот дека ќе им биде украден. Па добро, токму од тој страф и јас денеска дојдов пешки во вашето студио. Но има нешто ново сепак што е добро, значи се поставуваат поголем број паркинзи за велосипеди отколку што тоа беше случај. Значи свеста кај еден дел на луѓето расте. Има луѓе кои што возат свесно велосипеди, ако знаат дека со тоа малку ќе се помачат и ќе се труцкат по улиците и се, но се решени да бидат еден ауспух помалку. И се поставуваат и нови паркинзи, можеби недоволни, можеби не секогаш стрикно проектирани, но имавме например на Скопската недела на дизајн неодамна работилница за дизајн на паркинг за велосипеди со архитектори, со студентите по архитектура и почнавме да преговараме со некои компании кои што би сакале за своите вработени да направат паркинг за велосипеди пред зградата, значи да ги стимулираат и на тој начин своите вработени. Секако тоа се главно модерни компании кои не се толку мали, кои што се занимаваат со модерни индустрии, кои што имаат таа свест. Па да се надеваме дека ќе се шири тој концепт, дека ќе бидат
помалу бројни ќе почнат да се срамат оние кои што велосипедот не го крадат целно, го крадат на делови. Тоа е исто дел од воспитувањето домашно. Кога вашето дете ќе каже носиме тато на сладолед, вие наместо да го запалите автомобилот и да отидете за еден сладолед, при тоа да испуштите не знам колку во количество на јаглерод двооксид во атмосферата, земете го вашето дете и качете го на велосипед, заедно отидете. Така ќе направите одредена култура. Ние исто кога сме оделе со Јасна во Амстердам особено, врне онака како туш. Не, мајка со две деца, едно напред, едно позади, вози, децата се мокри до гола кожа, а не е за нив не представува никаков проблем. Токму од таа причина кога ќе пораснат тие деца, исто временските услови не им значат ништо за користење на велосипедот. А културолошки мислите ли дека ние имаме таков потенцијал со тоа што сме малку повеќе заштитнички? Еве во Копенхаген, во Данска, повеќето семејства имаат велосипеди со корпи, значи или со колички. Да. Ако гледаме практично кај нас тоа е нелегално, значи ако некој земе тоа е, значи мислите дека не можеме таков исчекор да направиме да преминеме преку се па деца да возиме во колички? Можеме. Јас сум возела дете на задно седиште, не на количка, од центар до Тафталиџе, дете кој што беше тогаш прваче, го возев во школа, значи во најголемиот шпиц, но не го возев долго, бидејќи другото дете ми беше на свој велосипед, се откажав од тоа. Ми беше престрашно да внимавам и на себе и на детево што седи позади и на другото дете на свој велосипед, но сега моите деца сами одат или пеш или со велосипед. Тоа со корпите е засега неизводливо заради инфраструктурата. Значи ако сам велосипед тешко се движи, ако треба постојано да се симнува од патеката затоа што е некој паркиран или е контейнер ставен, или пак да се движи по десниот трап. Вчера фотографирав кај новата железничка станица. Значи има цел канал меѓу тротарот, односно велосипедската патека која што би требало да постои таму и во ова најдесната лента има буквално една планина и еден канал покрај неа. Тоа е просторот каде што би требало да се движи велосипедот и да се засолни кога вртат автобусите, зашто е таму меѓуградската станица. Значи во моментов е можеби и добро што е со закон забрането да има такви приколки, но реално не е добро на долг рок. Јас највеќе би сакала, бидејќи јас автомобил воопшто и немам, едно време дури се распрашав да си направам онаква количка како на старо купуем, за навистина и да можам да се преселам со велосипед од еден стан во друг, ама немам каде да го возам. Кај нас возењето на велосипед во град е екстремна дисциплина. Значи ние кога возиме велосипед во град, преживуваме, не го возиме како редовни учесници во сообраќајот и иако повеќето од нас имаме и возачка дозвола, на еден начин се однесуваме кога возиме автомобил, на друг начин кога возиме велосипед. Како велосипедисти, ние сме ранлива категорија на учесници во сообраќајот и мораме да се пазиме. Ја и зелено светло кога ќе ми се запали, бројам до 10, па после тргнувам, затоа што има автомобили кои се уште поминуваат на црвено нивно. Ви се случиле некакви непријатности од безбедносен карактер во текот на овие 30 години? Па се случиле, али секогаш завземам некој дефазивен став, бидејќи во последно време не знаеме со кого си имаме работа, па може некој насилник да излезе. Еве, ние сме преживеале, например, сообраќајка, ама можеме ќотек да добиеме дека сме му кажале дека сгрешил. И затоа секогаш идам по линија на помал отпор, гледам да избегнувам кај што има главни сообраќајници, возам по тротоари, иако не ми е место да возам таму, по велосипедските патеки, тешко е да се вози, бидејќи тие се узурпирани, како што рече Ранташа. На нив има диви такси стојалишта, има контейнери, паркирани автомобили. Сега да не испадне дека само зборуваме јас и она неаргументирано. Еве сека, земеме пример Партизанска. Од потегот на Соборниот храм до Ѓорче Петров, слободно нека земе некој автомобил и нека извози по велосипедската патека ако може. Таа на некои места е дури стеснета од што има урбана опрема на тротоарите или на велосипедската патека. И затоа, еве, јас избегнувам, одам по сокаци кај што нема многу сообраќај. Спомнавте дека велосипедот го возите скоро во сите годишни времења, вклучително и во зима, што мене ме фацинира како сознание. Како е возможно да се вози велосипед во зима, во смисла Па исто и како со оглед на тоа дека се сурови зимите, дали тоа Не, нема лошо време, има само лоша опрема.
лоша гардероба. Значи со соодветна гардероба може да се вози цела година. Едино избегнувам да возам само кога ќе падне повисок снег, бидејќи тогаш тротоарите никој не ги чисти, ги чистат делумно само улиците и онака тие се и страф ми е да возам, да не ме собере некој автомобил. До пред неколку месеци живееше и надвор од Македонија, летово еве зборувавме преска помина околу 3000-4000 километри околу Југославија. Значи паралелата помеѓу западните земји да не ја вклучуваме само Македонија, туку и регионов. Како е, знаеме, сме слушале како е на запад Данска, Холандија во поглед на велосипедската култура, меѓутоа еве како беше кога ти мораше секојдневно таму да поминуваш со точак. Споредено со Скопје, да речеме. Еве, например, живеев доста долг период во Гент, тоа е Белгија. И Гент има 250.000 жители, 96.000 студенти и градските власти комплетно се посветени сите 96.000 студенти да имаат свој велосипед, кој што го добиваат скоро за без пари. Инфраструктурата е совршена. Значи не постои улица која што не е регулирана на овој или на оној начин велосипедистот да помине. Не можем да ви објаснам колку тоа оди без размислување. Значи без човек да има потреба ниту да погледне лево или десно, да се плаши од било што дека нешто ќе му се случи, додека вози во рамките на таа велосипедска патека или предел кој што е означен за велосипедистите. Кај нас е она што Джими го спомна. Дефанзивниот став однапред мора да. Не дефанзивниот, туку екстремниот. Кај нас треба постојано да се внимава, постојано да се бара, да се размислува каде следно ќе се отиде. Во наредните 1 метар. Како ќе се премине пешачкиот, односно велосипедскиот премин сега? Па може би све е во психата на луѓето. Тоа може да е некој социоекономски комплекс што го влечат кај нас луѓе ќе дојдат од помала средина во поголем град и уште ако земат велосипед да возат, може би си мислат дека прават мал чекор, поголем исчекор е ако земеш и да возиш автомобил, побезбедно се чувствуваш, може би се поистоветуваш со својот автомобил, со неговата моќ. Вака на велосипед си никој ништо, може би како татко ти што бил во некоја фабрика, што работил и одел со велосипедот. Значи не е толку едноставен, мислам, проблемот. Еве, јас имав еден пример во една фирма каде што работев порано, ми шепнава дека не сум можел да напредувам во работата затоа што сум доаѓал со велосипед на работа. Па сега можете да земете и да донесете заклучок во каква средина живееме. Кај нас, ете, луѓето се поистоветуваат, можеби го гледаат како материјално добро тоа, не знам. Како класна категорија. Па да, класна категорија, како ете сега возам автомобил, дома секој ден ќе јадам граф, ама ќе плаќам пари за гориво и со автомобил ќе одам на работа. Или со автомобил со такси ќе одам на работа, што е апсурд. Плаќаш 100 денари, дневница ти е 300 или 400 денари, плаќаш 200 денари да дојдеш и да си одиш дома со такси. Токму 1,5% од истражувањето што пред една година го направија од Наточак се изјасниле дека им е срам да го користат велосипедот како редовно превозно средство, за разлика од една Данска каде што 63% од парламентарците одат секојдневно на работа на Точак. Сте виделе ли некогаш наша позната личност, политичар, етаблирана личност да оди на работа, не како рекреативна, него... не, има, 2 пати годишно го прават тоа, ама тоа е веќе врв на лицемерието. 2 пати годишно пропагираат дека велосипедот е средство за одење на работа. Јас би сакал да видам некој кога секој ден би одел со велосипед на работа. А некога претходно полицијата ќе им ги чисти улиците и изгледа како да возат во бајковита средина. Велосипедистите се организирани во една неформална група наречена Критична маса, која што ги испорачува своите барања до локалните власти, но
се чини дека немаме некои радикални поместувања од другата страна. Треба ли тие да се организираат во некоја политички порелевантна група и како гласачко тело да настапат по примерот на Загреб, каде што од едно неформално движење прерасна во политички релевантни и дури има двајца советници во градот во името на каузата на велосипедизмот? Видете, да, токму вчера беше оваа есенска критична маса и мотото им беше иако е есен, точекот ми е бесен. И тоа е сепак група неформална на луѓе кои доаѓа секоја последна среда во месецот и пробуваат нормално на еден посуптилен начин да влијаат на различни сегменти. На тоа да се користат повеќе велосипеди, да детектираат проблеми дека во одредени населби воопшто не е ни размислувано при проектирање на населбата, не е размислувано да се стави еден мал сегмент да се остави од таа цела патна инфраструктура за велосипедот до моментите што ги кажавте токму вие дека одат со велосипед до одредени институции, испорачуваат барања кои треба да ги задоволат потребите на сите оние кои користат велосипеди. Јас тука ќе го врзам целото тоа со она што го кажавме, дека инфраструктурата е битна. Значи прво, истото вие како да имате дома автомобил, а немате улици каде да го возите. Така да и ние ги имаме велосипедите, немаме каде да ги возиме. Дури ве пробајте неурбан велосипед. Ете во Македонија сите викаме ајде маунтин байк ќе возиме или планинарски велосипедизам ќе развиваме. Има одлични момчиња кои освојуваат први награди на меѓународни надпревари и се уште во Македонија не можете да најдете велосипедски патеки на водно кои се обележени за велосипедистите. Јасно? Јас како граѓанин би сакала на ова навистина да кажам дека мерка за зрелост на нашето општество ќе биде кога политиката нема да биде само партиска, значи кога ќе се спроведуваат разни политики зад кои нема да мора да застане партија да ги бутка и за кое што граѓаните ќе може да прашаат. Значи критична маса не е помалку неформална отколку што беше, но веќе почна да дефинира барања и почна да преговара со институции за остварување на своите барања. Значи убаво помина низ тој процес на истражување, на детектирање на состојбите, на проверка колку не има кој не интересира тоа. Но она што е важно е дека градските власти, државните власти дури бидејќи Скопје е главен град на нашата држава, би требало да слушнат она што го кажува критична маса. Не би требало критична маса дури ни да им се обрати директно, би требало преку медиумите да слушнат што кажува таа и да размислат исто така и врз основа на меѓународни студии во кои тие учествувале и на меѓународни настани, да размислат малку за здравјето на своите граѓани, не само од аспект на рекреација, туку еве неодамна прочитав за француска студија која што вели дека децата кои што живеат на 75 метри од прометна сообраќајница се 6 пати повеќе изложени на ризик од астма. Отворете мапа на Скопје и најдете ми 2 прометни сообраќајници што се оддалечени повеќе од 150 метри. Тоа значи дека сите сме, значи сите ние и нашите деца сме изложени на тој ризик од астма и тоа е нешто што сериозно треба да се земе предвид. Покрај сите други трошоци, значи покрај трошоците за бензин, регистрација, за чистење на фасадите и улиците кои што се загадуваат од ауспусите, здравствените трошоци од рекреација и за трошоците од дишење на загаден воздух воопшто не се наивни и тие последици не се изразуваат само со пари. Значи велосипедизмот е политика и мојата одлука да возам велосипед, а не автомобил е политичка одлука, но не е партиска одлука и би можело како тоа беше проект на коалицијата на еколошки движења или на Милиоконтакт, работната група за зазеленување на локалните избори. Кога значи се поставија прашања кои им се упатија на сите политички партии. Каков е вашиот став за тоа прашање? Во случајот беа еколошки прашања, истото може да се направи за велосипедизмот. И врз основа на одговорите да се насочат луѓето. Па да, дури критична маса на овие последниве избори кои ги имавме, локални, критична маса како независно тело направи одлично истражување и ги праша сите политички партии дали во програмите нивни имаат предвидено било што се однесува на урбан транспорт, алтернативен урбан транспорт. Затоа што не се сега тука само велосипедите, пак ќе го вратам оно што јас го споменав. Каде се сите оние кои се натркала?
Јасна, Јулијана, ви благодариме што бевте дел од Зебра. Ни беше многу пријатно да разговараме на една ваква корисна тема за сите граѓани во Република Македонија. Ви благодариме што не следевте. Пријатно.